Почитувани во прес-центарот на МИА во Штип е Драги Витанов, председател на Сдружение на слепи лица за општините Штип, Проби Штип, Карбинци, Конче и Радовиш. Господине Витанов, добро дојдовте во прес-центарот на МИА во Штип. Од овој месец почнавте еден интересен проект со Штипското комунално предпријатие ИСЕРА, а тоа е членовите сметките за вода да ги добиваат на Браево писмо. Ова за прв пат се случува во овој регион. Да ни кажете колку членови од вашето здружение прифатија да ги добиваат сметките? Така, значи ви благодарам на поканата прво, поздрав до сите оние кои што ќе следат овој епизод. Во нашата општина, конкретно во Сдруженијето на слепи лица на град Штип, од скупно 85 членови, Браевото писмо го знаат 8 само, значи негде околу 10% од членовите, а тоа е проценти на ниво на Македонија, да кажеме, оприлика. Во Штип сега направивме 5 сметки на Браево писмо, 5 фактури, значи месечни, заедно во соработка со јавното предпријатие за комунални дејности и за Штип. Се договориме со директорот Кирче Зајков да го почнеме тоа. Тоа го дававме како идеја, го предложиме како идеја на 15 октомври, светскиот ден на слепите. Веќе месецов што помина, првите сметки отидоа на Браево, ги печативме, значи на 5 членови се доставени и членовите се навистина задоволни од сето тоа, затоа што ете за прв пат самите можат без некој да го молат на некој начин или да бадат од некој друг помош, да дознаат колку потрошиле вода и колку пари треба да платат. Така, вие ги изготвувавте овие сметки на Браево писмо. Имате стара машина, меѓутоа во Штип интересен ми беше податокот дека има само еден таков принтер на Браево писмо и дека хартијата била многу скапа. Да ни објасните дали ќе се реши овој проблем? Во соработка и во договор со господинот директор Зајков, веќе размислуваме во тој правец да подобриме таа ситуација, тоа што навистина работаме на многу стара фотаболка, на многу стара машина за Браево писмо, така што многу напорно е тоа, меѓутоа во секој случај и ако не успееме да завршиме работа со принтерот, ќе продолжиме да работам со машинкава и покрај тоа што имам мои проблеми, тоа е, значи, нели секоја сметка е уникатна, мора секоја сметка посебно да се отступи, да се испринта, така што малку е напорно тоа, не е тоа баш едноставна работа. Меѓутоа се надевам дека во соработка со директорот на ИСА, господинот Кирче Зајков, ќе најдеме начин, ќе најдеме решение да го активираме принтерот кој што се наоѓа во просториите на Ванчо Прке, на основното училиште Ванчо Прке, и верувам дека многу полесно ќе ги принтаме не само тие сметки, него и друг материјал на Браево. Така. На самиот почеток од разговорот рековте дека само 10% од членовите знаат Браево писмо и дека овој процент е и на ниво на држава. Зошто? Така, значи, јас ќе почнам по-давна, кога јас бев, значи, ученик во училиштето Димитар Влахов во Скопје, во специјализираното училиште за слепи лица. Димитар Влахов во Скопје беа негде околу 200 ученика, 170 ученика од прилика. Сега таму веќе има само 10% дали има од тој број ученици, што значи дека голем број од учениците не се решава таму да одат во училиште, туку дали можеби некој инклузивно образование, дали како не знам, меѓутоа многу малку таму одат и тие што одат таму не го учат Браевото писмо, туку повеќе одат преку информатички, компјутери и така. Така. Меѓутоа, младите дали го знаат Браевото писмо или пак сега се
наклонети кон она да ги знаат повеќе компјутерските вештини? Колку им помагаат IT технологијата? Да, значи помладите членови во наше воздружение, конкретно од Штип, од другите Врадовиш, Пробе, Штип, Карбинци, Конче, додуше Конче нема ни членови, не користат таа технологија, меѓутоа овде во Штип имаме едно тројца, четворица членови кои што се активни, кои што работат и кои што навистина се служат со конкретно со информатиката и со компјутери. Така. Дали, според вас, колку државата ви помага на вас, слепите лица? Така, значи, дел од средствата за активности на Сдруженијата низ Македонија се помош од државата или конкретно Министерството на труд и социјална политика. Тие средства се доставуваат до Националниот сојуз. Националниот сојуз после тоа по некој ключ, пакетче, нивни ключ ги распределува по Сдруженијата. Меѓутоа, ќе кажам дека тоа се мали средства, еве конкретно за нашето Сдружение од во Штип, се на се 16.000 месечно, тоа се мали средства, мора да признаеме, затоа што Сдруженијата на слепи лица кога организира некои активности ги организира не само за своите членови, туку мора да со нив да има и придружници, тоа лица кои што не гледат и мора некој да води така да трошковите ни се дуплираат. Така што тоа се многу маји средства, меѓутоа тука се значи локални самоуправи морам да се благодарам и во прилика на нив, значи Штип Радовиш и Проби Штип Пресе кои што се тука и кои што многу често не изгледат во пресе, финансиски не поддржуваат, за да можеме да реализираме што поголем дел од програмата на Сдруженијата. Господине Витанов, колку државата им помага на слепите лица? Знаеме дека за време на пандемијата голем дел од слепите лица беа и оставени сами на себе. Така, значи тоа е голем проблем кој што се провлекува подолго време, повеќе години наназад. Тоа се дека добро околу финансискиот првиот дел ќе кажеме дека државата преку Министерството за труд и социјална политика значи испрака една одредена сума на средства до Националниот сојуз на слепи на Република Северна Македонија, кои што после тоа по нивни ключ на распределба ги распределуваат тие средства по другите организации, по Сдруженијата низ Македонија, кои што ги користат нормално за активности во кои што би учествувале сите членови на Сдруженијата. И на кој за Штип конкретно ќе кажам, се работи за 16.000 денара месечно, средства кои што се навистина многу малку за да реализираме било какви активности, меѓутоа тука во оваа прилика би ги поздравил и би се заблагодарил на градоначалниците и на локалните самоуправи на Штип Радовиш и Проби Штип, кои што се секогаш зад нас, кои што стоат зад нас и ни помагат во секој случај. Инаку, она што го рековте другиот дел, осаменоста на слепите лица, да, точно, тоа е значи проблем кој што се провлекува, реков, и навистина тешка ситуација. Имаме некои места кај што членовите доаѓаат и до депресија, тоа е стварно навистина голем проблем. Имаме една ситуација исто така сега дека е добро подобрена е ситуацијата, лице во родилишкиот дел слепо лице кој што 3 дена беше останало без јадење. Значи тоа се големи проблеми со кои се соочуваме. Јас и во тој правец работам, на неколку пати разговарам со градоначалниците во овој дел на Македонија да се отвори некој прифатен центар за слепи лица самци, значи кај што ќе бидат сместени 24 ностоп, значи 24 часовен прифатен центар, нели со своја партиципација, еден вид како домови за старички домови, со своја партиципација таму би биле нели вработени пред се асистентите кои што веќе и онака ги услужуваат и многу полесно и многу безболно ќе ги поминат деновите. Вака дома осамени слепо лице во 4 дена само тоа е страшна работа, пак ќе речем, значи, еве сме
имале прилика да дојдеме до ситуација некои лица да дојдат до овој депресивна состојба. Така. Споменавте дека се осамени слепите лица, меѓутоа дали слепите лица лесно доаѓаат до работа? Имавме до пред неколку години имавме струка телефонист, тоест работа на централа за телефони, меѓутоа оваа струка изумира. Немаме веќе такви централи. На што вообичаено сега слепите лица може да работат? Така, значи, имаме четворица, мислам дека се, или 5 невработени слепи лица. Зборам за целиот регион, тука Штип Радовиш, Проби, Штип Карабинци. Од нив двајца се со занимање физиотерапевт, така што може да се вработат, меѓутоа нема ситуација, зошто е така, не знам дали исполнет бројот на физиотерапевти тука во Штип, дали навистина нема простор за вработување, не знам, треба околу тоа да се малку повеќе позанимаваме, тие што ќе направиме, инаку другите лица се со завршен некој виша школа, со факултет, меѓутоа нема, наставно нема, за слепи лица нема, не вработуват. Имаше на време, не знам дали се сеќавате, обврска од државата беше дадена до локалните самоуправи да обавезно да вработуваат лица со инвалидност, меѓутоа како тоа работи сега нема да ви кажам, и во Радовиш и од Пробиш и во Штип, мислам дека нема нигде вработено инвалидно лице, зошто треба да се разговара со локалните самоуправи. Проблемот дали го потенцирате до општините? Како? Проблемот дали го потенцирате до општините? Да, секако дека соработуваме со локалните самоуправи. Сега веќе, значи, порано беше центарот за вработување, нели, одговорен на таа работа, меѓутоа тоа веќе таму сосема поинаку се нели тие работи, поинаку оваа работи, така што треба да се виде, да се разговара. Значи, јас у план ми е да разговарам и со Советот, и со градоначалникот, и со некои други јавни предпријатија, колку сепак тоа е пак под ингеренции на Советот, на локалната самоуправа, ќе видиме. Најчесто се тоа приватни нели организации, институции, така организации конкретно, така што не може таму ништо да реагираме, не може ништо да направиме. Ќе видиме, не се откажуваме во секој случај, ќе видиме што може да направиме. Јас споменавте општините, веќе неколку години барате да се реши проблемот со инфраструктурата, односно на слепите лица и на лицата со инвалидитет, немаат пристап до институциите, соодветен пристап. Ги споменавте ви сообраќајните знаци, дека вие буквално на тротоарите се движите како слалом, велеслалом, да, точно така. Значи, дали се реши овој проблем? За среќа, морам да кажам, на среќа јас себе зборев и со господинот Пане Стефановски, директорот на јавното предпријатие Стипион, има желба кај нив да продолжи со имплементација на тој дел, конкретно дислокација на вертикалната сообраќајна сигнализација и оние ступчиња со знаци што ќе викаме, да продолжи, ми кажа, значи дека немат доволно човечки ресурси за цело тоа да го средат, меѓутоа постепено, полека, оние приоритетни нели знаци кои што треба да се дислоцираат, ќе ги дислоцираме, значи пак ќе речем етап, но полека мислам дека ќе се среди тоа. Не знам дали сте биле во Сењак, потоа во тука автокоманда, таму веќе знаци се дислоцирани и си стоат, значи, навистина покрај тротоарите во паркот, така што тротоарите остануваат слободни за движење на слепи лица со придружници, со асистенти или за лица во колички или нели на мајки со мали деца во колички. Значи не е тоа само проблем на слепите лица, него пошироко на повеќе таргет групи. Така и на лицата кои што се движат со инвалидски колички. Меѓутоа, според вас, треба ли да има некои
основни принципи и начала кога се гради некоја инфраструктура, да се помисли малку и на вас. Така е, значи јас редовно тоа го зборам, го апелирам, дефинитивно, и пред изборието и во текот на тротоари, некаде повисоки, некаде пониски. Така. Значи има тој проблем, со тој проблем се соочуваме, сте го забележали вие. Токму така, значи пак ќе речам таму околу Стосно палач или автокоманда веќе тоа е решено. Меѓутоа не само таму треба тоа да се реши нормално и на локално ниво. Господине Витанов, што друго на слепите лица им пречат додека се движат на улица? Така, значи јас секој пат апелирам и овој пат и ова прилика ќе искористам. Уште еднаш да ги повикам возачите на возилата малку по-коректно да ги паркираат возилата на тротоарите. Јас ги разбирам нив дека нема место каде ги паркираат возилата и мора на тротоарите да стоат, во ред и тоа. Меѓутоа би препорачал малку подобро, значи паралелно да ги паркираат на тротоарите возилата, за да може да остане по тротоарот место да се движат и пешаците. Општо да се зборам за пешаците, не само за нашата таргет група, него и општо за пешаците во градот. Имаме ситуации кај што возилата се паркирани попречно, така што тротоарот е и 3 метра, до и 4 метра, на некои места широк е по Панче Караѓордов, горе по Борис Крагер, кај зградата на Роби и така натаму. Значи, има големи и широки тротоари, значи кај што може, ако возилото е паркирано паралелно со покрај тротоарот, лево или десно на тротоарот, да остане простор, нели да се видат пешаците и слепите лица и лицата во колички и така натаму, значи да се движат непречно по тротоарот. Ја пак јачам, ги сваќам, знам дека нема паркинг места, тоа е во ред. Еве веќе гледам тука, мислам, забележувам дека покрај вашите простори веќе прават, значи во градба е, во фаза на изградба е катна гаража, тоа е добро за поздравување. Во разговор со градоначалникот дознав дека е уште една таква катна гаража ќе прават, тоа е добро, значи супер. Меѓутоа, додека се тоа направи, значи да бидат и таму кај што нема можност каде да се паркираат возилата, да ги паркираат, значи онака да речем коректно, за да има место по тротоарите да се движат и другите и лицата. Зборуваме за Штип, меѓутоа дали ваков хаос важи за останатите градови, за Скопје? Да. Сегде е така, кај што е модерно, сегде е така. Сега малку подруго е во конкретно во Србија, во Софија и со така во Бугарија имам одено во Албанија и така, значи некои други градови во Грција, малку е само подисциплинирани возачите, сега од душа може би има и повеќе паркинг места, меѓутоа во секој случај, значи тротоарите се слободни за движење за слободно движење на пешаците, на слепите лица по нив. Господине Витанов, благодарам на разговорот. Значи, уште еднаш јас ви благодарам на поканата и мило ќе ми биде ако и од друга прилика ви гостувам. Почитувани, ова беше разговорот со Драги Витанов, председател на Сдружение на слепи лица за општините Штип, Робиш Штип, Радовиш, Конче и Карвинци.